Што би бил јазикот ако не можете да го запишете тоа што ќе го кажете? Ќе рече во една прилика нашиот денешен гостин. Но многу е важно како ќе го запишете, со кои букви и со кој фонт. Чести задоволство ми е што денеска во нашата програма ќе го имаме типографот и графички дизајнер Ласко Ѓуровски. Тој е познат по својата богата фонетика и на начинот, на еден културен начин кој што долги години се обидува да го покаже значењето на македонската кирилица преку пишувањето и во дигиталниот свет. Во продолжение ќе зборуваме за оваа интересна тема, верувам дека ќе ви го задржиме вашето внимание. Посакувам добре дојде во Слободен печат. Благодарам. И со задоволство ќе нагласам дека вие сте и наш соработник, бидејќи токму Слободен печат е еден од медиумите кој што го користи вашиот фонд. Да, чест ми е да кажам дека јас сум автор на фонтовите кои се употребуваат во Слободен печат. Имаме многу да зборуваме, имате нов фонд со вашето име Ласко, ќе честитам за тоа. Ќе се задржиме нешто подоцна за фондот. Знаете, понекогаш си велам следејќи ве низ годините, колку бурно се трудите да го нагласите моментот и значењето на македонската кирилица, колку се обидувате да го покажете тоа и на културен, но и понекогаш на герила начин преку социјалните медиуми, значењето и важноста на нашиот народ, колку всушност треба да ја негува македонската кирилица и на овој начин. Си велам дали сте можеби некоја реинкарнација на Кирил и Методи? Ви благодарам за споредбата. Не знам дали сум реинкарнација на Кирил и Методи, меѓутоа кирилицата што сега ја користиме, ја употребуваме, е реинкарнација всушност на она што Кирил и Методи го работеле, меѓутоа нормално во дигиталниот свет кој сега функционира. Она што се случува во дигиталната сфера, особено со типографијата, нуди огромни можности за развивање и вклопување на нашата македонска кирилица во оваа ера. И јас мојот револт го изразувам на тој начин, како што спомнавте, на социјалните мрежи, кога ќе забележам дека се случуваат некои работи кои се погрешни, кои всушност не кореспондираат со вистинската македонска кирилица. За жал, тоа е многу присутно и на социјалните мрежи и на останатите медиуми и се трудам на некој мој собствен начин да тоа го нотирам, да го објаснам, да го покажам и да понудам решенија за сето тоа, затоа што решение за тоа постои. Меѓутоа треба тоа решение да биде прифатено нели од корисниците на. Многу често ги посочувате тие грешки. Грешките се случуваат и меѓу институции, кај многу реклами, ги ловите, ги наоѓате, јавно ги споделувате, се прават фатални грешки со букви кои што не постојат во нашата азбука, а се користат за одредени реклами, па дури и од страна на институциите. Дали добивате некаква реакција од како ќе изреагирате вие? Не, многу ретко добивам реакција. Се поправаат? Па до сега ретко сум имал случај да некој ми заблагодари за тоа што сум го рекол, што сум го посочил, затоа што во суштината сето тоа е добронамерно. Со желба да ги нотираме грешките, да ги поправиме и нормално да кажеме како изгледа нашата македонска кирилица, да ја негуваме и да ја чуваме, затоа што кирилицата е еден од темелите на нашиот идентитет. Ретко имам можност директно да комуницирам со институциите околу овој проблем и јас потегнав дури и некоја иницијатива моја, направив еден избор на основните грешки што се повторуваат во медиумите и понудив решенија за сето тоа, односно конкретни решенија кои би ги решиле сите тие проблеми за во иднина да немаме никој од нас проблем околу употребата и изгледот на македонската кирилица. За жал, не наидов на разбирање, нити некаква реакција од нашите официјални институции, кои сметам дека тоа треба да го прават, независно од мене. Значи, не би требало јас да реагирам. Туку пред се, по моје мислење, треба на тие случувања, на тие работи да реагираат институциите. Од нив нема никаква реакција, дури се случува и официјални институции да ги прават тие грешки, што е вака многу симптоматично, затоа што тоа се одразува понатаму на останатите корисници.
Кое е оправдувањето за тие грешки? Еве, надвор од камерите разговаравме за тоа дека многумина ќе речат јас немам опција на фонтот, таа е буква грешна е, можеби не е нашата, но јас немам друга опција. Дали е тоа оправдување? Видите, не е тоа, воопшто тоа не е оправдување. Оправдување кога ќе бараме оправдување, секогаш можеме да најдеме или да смислиме некое оправдување. Значи целта не е да се најде оправдување за грешката. Според мене, грешката треба да се поправи, ако е нотирана, ако е забележана. Најчест одговор, кога ќе сугерирам такви работи е, немам што да направам, таков е фонтот. Тоа е погрешно. Во 99% од случаите е погрешно, затоа што фонтот не е таков. Фонтот во себе, особено овие фонтови кои фреквентно се појавуваат со тие грешки, значи се работи за системските фонтови на Microsoft, тоа се Myriad и Cambria, најчесто користени. Овие фонтови, каков парадокс, во себе ги содржат македонските кирилични букви. Значи, вие треба, ако користите тој фонт, да ги одберете од фонтот. Меѓутоа, проблемот е генериран во стартот, затоа што пристапот на Microsoft, што е, морам да потенцирам, оправдан, е даден приоритет во фонтовите на најбројните корисници на тој кириличен фонт. Во најголем број од случаите тоа се руската популација. И затоа таму е даден приоритет на руските кирилични букви. Меѓутоа, Microsoft нуди опција и за македонски кирилични букви. Значи, во фонтот постојат македонските кирилични букви. Тоа може да се објасни така што одредени апликации имаат создадено начин за решавање на овој проблем. Например, апликациите на Adobe, зборувам за Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, содржат мапа на букви кои ги содржи фонтот. Во таа мапа, кога ќе одберете буквата, да кажеме, нонстоп е проблематична буквата П и буквата Т, има на десната долна страна мала стрелка, ако кликнете на неа, тогаш ја добивате алтернативната опција на руската буква Т, а тоа е македонската буква Т. Значи, треба да се потрудите, не се откажувајте и да ги одберете вистинските букви, за да пишуваме со нашата македонска кирилица. Без подценување на ниедна светска кирилица, јас ги почитувам сите фонтови, кирилични и латинични, дали се работи за наши, руски, бугарски и така натаму. Тоа е едно културно богатство. Фонтовите се културно богатство на светот. Тие припаѓаат на сите. Меѓу нив, исто така е вклучена и македонската кирилица и таа треба да си го задржи она место кое на неја и припаѓа. Не треба да ја подценуваме во однос на останатите светски писма. Што е всушност фонтот? Може ли да ни објасните што всушност представува фонт? Фонт представува фактички начин на изразување на она што го зборуваме во пишана форма. Замислете како би изгледал јазикот ако ние немаме начин како тоа да го запишеме. Ова што јас и вие сега го зборуваме или она што некој го смислил како некоја книга, како некоја поезија, некоја песна и така натаму. Песната треба да се напише, поезијата е преубава да се слуша. Меѓутоа ќе ја слушате ако сте таму присутни, а ако поезијата е интернационална, ако треба цел свет да ја слушне таа песна, тогаш е најлесно да се напише во пишана форма и тогаш може секој да ја види, да ја прочита, да ја почувствува поезијата. Фонтот е тоа, фонтот е и типографијата овозможува комуникација меѓу световите. Дали се пишува на еден јазик или на друг јазик, тоа е запишано. Ако е тоа запишано, може да се најде начин тоа да се прочита. Тешко ли се прави фонт? Прилично тешко, мислам дека од моје искуство и од она што го знам од мојата работа, во графичкиот дизајн една од најтешките дисциплини е типографијата, односно изработка на професионален фонт, затоа што бара познавање од сите области на графичкиот дизајн. Значи, морате комплетно да владеете со сите опции што ги има во апликациите за графички дизајн, за да можете да создадете фонт. Меѓутоа, задоволството е неспоредливо големо на крај кога ќе го видите резултатот од вашата работа. Колку се цени вашата работа овде? Колку се употребуваат вашите фонтови? Дали сте задоволен? Видете, јас сум задоволен пред се од мојата работа и она како се цени мојата работа на меѓународен план. Имам среќа да соработувам со една од најголемите светски компании
за типографија, која вклучува типографија своите апликации, тоа е од Adobe. Таму веќе 10 години се продава мојата фонт фамилија Клон, која спаѓа во изборна фамилија на пакетот Adobe, така да со секое купување на Adobe пакет го добивате и фонтот Клон. Исто така морам да спомнам дека работам за компанијата Розета. Розета е компанија од Чешка. Тоа е компанија каде што се изработуваат мултијазични фонтови. Во моментов ја води Давид Бжезина. Во моментов таму сме вклучени 16 дизајнери во работата и таму има еден многу интересен концепт на работа. Поделена е работата така што секој си работи во областа што максимално ја познава. Например, таму мојата област на работа е кириличната, односно кирилицата. Фонтови кои ние ги дизајнираме, например, мојот фонт Клон, јас сум направил тој фонт кирилична и латинична верзија. Меѓутоа, постојат таму дизајнери, мои колеги, кои тој фонт го развиваат на арапски јазик. И они додаваат на тој фонт арапски букви и тука е потенцирана таа мултијазична димензија на оваа компанија и фонтовите што таму се произведуваат. Клон, фамилијата во моментов во Розета, има повеќе од 3000 карактери и со него можете да пишувате на повеќе од 300 светски јазици, што во секој случај импонира. А овде, во Македонија, колку се користат вашите букви? Во Македонија се користат моите букви, меѓутоа во Македонија пристапот кога зборуваме за фонтови прво и основно е тоа дека кај нас владее мислење дека фонтот не е нешто што треба да се купи. Фонтот не е нешто што треба да се плати, него е фонтот што нешто што се наоѓа негде и треба да видите од каде да го симнете. Не, тоа е сосема погрешен пристап. Вие имате слободни фонтови кои функционираат на интернет и така натаму. Има многу фонтови каде што пишува дека содржат кирилица, не е нагласено македонска. Меѓутоа, внимавајте, ако фонтот пишува дека содржи кирилица, тоа не значи дека содржи македонска кирилица. И тука се случуваат голем број од овие грешки што претходно ги спомнавме, затоа што луѓето, корисниците се осленуваат на она што го наоѓаат каде што пишува има кирилица. Треба да проверите каква кирилица има и дали таа кирилица е македонска. Ако нема, треба да направите соодветен избор. Или па немојте да ги користите тие фонтови затоа што на некој начин се пореметува изгледот на она што го пишувате. Напишано е со некои букви кои не припаѓаат на македонската кирилица. Непознати за нас. Да. Но затоа вашиот нов фонд, Ласко, еве сега стигнуваме до таму, е посебен по нешто. Еве ќе ви дозволам вие да раскажете по што се разликува овој фонд од останатите. Ласко прво е мултијазичен фонд. Со фонтот Ласко можете да пишувате во моментов на повеќе од 100 јазици со оваа верзија 1.0 што сега ќе биде достапна после 20 јануари овој месец. Таа верзија ќе биде достапна за купување, значи секој од корисниците кој е заинтересиран ќе може да го купи овој фонд. Интересно е што Ласко е прв варијабилен фонд кој содржи приоритетна македонска кирилица. Значи, варијабилен фонд всушност означува дека вие во апликациите на Adobe, зборувам сега за сега, употребата на варијабилни фонтови е овозможена само во апликациите на Adobe. Да повторам, тоа се Illustrator, InDesign и Photoshop. Во овие апликации, кога ќе го одберете фонтот Ласко, вие всушност можете да бирате илјадници тежини на овој фонд. Значи, стандардните тежини се дефинирани неколку. Во него има основни стандардни тежини 8. Значи, од light до black. Меѓутоа, варијабилната технологија овозможува да вие во тој простор меѓу light и black одберете илјадници други тежини кои ќе ви бидат потребни за дефинирање за употреба во вашиот проект. По тоа е Ласко посебен и прв фонд каде што приоритетот е даден на македонската кирилица. Со Ласко немате проблеми за употреба на вистински македонски кирилични букви. Вие на секој можен начин се обидувате да го олесните
живењето на животниот век на македонската кирилица. Ревностно се борите и со институциите како што споменавте. Еве сега и со новиот фонд го олеснувате тоа да нашата македонска кирилица се разликува, да ја употребуваме и да го покажуваме тоа на светот, а не со тоа што прифаќаме употреба на туги кирилици да ја затрупуваме некаде во минатото нашата кирилица. Очигледно е тоа така, но каде е примената? Како можеме да се освестиме сите ние, секој еден поединец, сите институциите, целата држава, целото општество, како да се освестиме и да го прифатиме ова за да ја користиме македонската кирилица? Па, видите, македонската кирилица не треба ние да се освестуваме за да ја користиме. Сосема е нормално и логично да ја користиме македонската кирилица. Ние сме македонци, зборуваме на македонски јазик и сосема логично е да пишуваме на македонска кирилица. Меѓутоа, проблемот кој се провлекува и кој го спомнавме неколку пати е всушност технички проблем кој е решлив. Јас за тој проблем имам понудено решение до институциите. За жал не најдов на разбирање да можеме тоа да го реализираме, затоа што тоа јас не можам да го решам да го реализирам како поединец. Тоа треба да се направи со учество на институција официјална. Например, тоа може да го направи владата на Република Македонија, Министерството за култура, например, на Република Македонија, може да иницира решение на тој проблем, Институтот за македонски јазик. Што треба всушност тие да направат? Всушност треба да се исконтактира со меѓународната организација која издава кодови за секоја буква. Тоа е меѓународната организација Unicode. Unicode е организација која функционира така што кај неа се бара Unicode број за секоја буква која е посебна и различна од сите до сега публикувани. Таа буква припаѓа на некоја азбука. Значи, нашата азбука, ние имаме среќа што поголемиот број од нашите букви веќе имаат Unicode броеви, така што не се регистрирани како македонски. Меѓутоа, изгледот на тие букви е ист со некои други букви, кирилични или латинични. Латинична, например, буквата, нашата буква Д изгледа исто како латиничната буква С, С. И ние го користиме тој Unicode број, така? И ние го користиме како Д, тој Unicode број, затоа што... И тоа не е нелегално. Тоа може видите, да се користи. не можам да кажам дека е нелегално, затоа што тоа е достапно. Штом има Unicode број таа буква, и тогаш во системските пакети на софтверските компании тоа е достапно и сосема легално го користиме тоа. Всушност ние не куцаме со букви во компјутер, ние користиме кодови. Сега тој код за сите букви имаме кодови кои се соодветни, имаме среќа што на пример српската кирилица има букви кои се слични и сосема исти со нашите, само две букви не разликуваат од неа. Меѓутоа, кај нас е специфично што имаме само една буква, а тоа е буквата Ѓ, која е различна од сите светски кирилични писма. Значи, во ниедно светско кирилично писмо... Како рековме, кралицата на нашата азбука. Ја нема таа буква Ѓ да изгледа така како нашата. Значи, нашата буква Ѓ има хоризонтална линија црта над неа, а исто така има уште една вертикална акют, така наречена, црта која ја дефинира како единствена по изгледот. Таа буква нема свој Unicode број, значи зборувам за графичкиот изглед. Има буква Г, руска, која изгледа поинаку, и таа има свој Unicode број. Меѓутоа, нашата буква е посебна по изгледот. И таа треба да има свој Unicode број. За тоа треба да го откупи овластена институција, тој број да го откупи. Ако тој број се откупи, тогаш Unicode организацијата тој откупен код го праќа до софтверските компании кои се должни во нивните пакети кои во иднина ќе ги издаваат, надградуваат и прават апдейт, така со компјутерски јазик кажано, да го вклучат тој Unicode број. Ако тој Unicode број на нашата буква Ѓ се вклучи, тогаш тогаш ги имаме комплетни броеви за сите наши букви од азбуката. Значи 31 буква имаме 31 код. Тогаш кога ќе одбереме македонската статура да пишуваме во компјутер, тогаш софтверските компании со вклучени тие броеви
нормално ќе дизајнираат тастатури кои ќе поддржуваат македонската кирилица. И тогаш нема да го имате проблемот со тие закосени италик букви кои се јавуваат сега, затоа што на местото на таа буква вие одбирате буква што не припаѓа на македонската кирилица. Некако многу брзо ни истекува времето, имавме уште многу работи кои што не си ги кажавме. Јас ќе споменам дека од неодамна вие имате направено и нова глаголица. Затоа ќе зборуваме во некоја друга прилика, за жал, бидејќи не би сакала така попатно да го споменам, само ќе го наговестам на нашите гледачи затоа што е многу интересно, можат да ја користат доколку сакаат. И како кажавте дека вештачката интелигенција направи што не, само уште не може да направи. Па еве, сведоци сме сите дека вештачката интелигенција прави чуда, тоа е за почитување на некој начин од страна на уметниците и се наоѓаат луѓето оштетени. Јас потполно ги разбирам, затоа што вештачката интелигенција може од дела кои вие јавно сте ги публикувале да земе делови, да искомбинира нешто сосема десетот, што содржи еве дел од вашата креација во тоа. Меѓутоа, до сега не се случило со вештачка интелигенција да се креира фонд. Така да тоа е интересно да се знае. Значи не можам јас да седнам пред компјутер и да му кажам ајде направи ми фонд и компјутерот да ми направи. Него тој ќе ми рече извини, има веќе фонд, таков и таков, а не можам да креирам оригинален фонд. Ќе ви се заблагодарам многу, навистина ми беше секогаш задоволство да разговарам со вас. На крај ќе кажеме зборувајте на македонски јазик и пишувајте со македонска кирилица. Апсолутно, се слагам, ви благодарам за поканата и мене ми беше многу пријатно да учествувам. Да, се обидовме во неколку минути да опфатиме различни теми, останаа многу прашања непоставени, многу одговори неодговорени, но секако ќе го имаме Ласко Ѓуровски во друга прилика во Слободен печат. Вие останете понатаму со содржините на Слободен печат.